Ајде, коледе, Коледица, Варварица. Коледица, Варварица, и по неја Васи. Со ранouтринските коледарски огнови и песни, православните христијани ги привршуваат подготовките за Бадниковата вечера, која во пресрет на Рождеството Христово е и последната постна вечера од Божикниот пост. Бадниковата вечера е празник на домот и на семејството и според многовековната традиција вечерва ниту доаѓаат гости, ниту пак се оди по гости. После 6-неделниот пост, значи, крајна е Бадниковата вечера, постна, на која има сарма, нашата позната мала сармичка, гравче, костени ореви, суво овошје, маслинки, баклава и сето она што е постно заокружувајќи го постењето и дочекувајќи го со радост Христовото раѓање. Значењето е големо, бидејќи ако не беше раѓањето Исусово, ке немавме ни воскресение. Почетокот на нашата вера, на нашето постоење, на нашата традиција, на нашиот непресушен извор на сето она што го имаме како народ. Бројни се адетите со кои се одбележува Бадник и кои со векови се пренесуваат од генерација на генерација, од колено на колено. Иако со тек на годините се внесуваат и некои нови елементи во празнувањето, сепак суштината останува иста, со единствена цел да не се загубиме како народ во модерните, најчесто туги обичаи. И ние тука сме како чувари на нашата традиција, сакајќи изворното да го пренесеме, изворното да го зачуваме. Не дека сме против младите да внесат нешто ново. Во ред е, меѓутоа изворното мора да го зачуваме. За Бадниковата вечера, освен богатиот избор на постни јадења, во Прилепскиот крај задолжително се случи и кора, попозната како мазник, која исто така е постна и е зачинета со ориз или со лук и ореви. И во неа не се става паричка. Паричката се става за Стара Нова година во Василичарскиот мрсен мазник. А најважно е да биде семејството заедно, зближано на тој ден. Вика пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си. То се вика дека како да се очекува новороденче и сите го очекуваме, например, да се роди, радосни, зато се спрема богата трпеза и радосни. И зато сите сме заедно на вечерата. И откој се вечерата од јадењето не се развеќа. Се развеќе она што е за мијање, другото сето ќе се покрија со нешто, со целофан и било шо и се остава. Тоа значи има верување дека ако дојде Господ да има што да касни, да не биде празна синијата за цела година, да има јадење. Инаку Бадниковата вечера е исклучително семеен празник, а на трпезата се принесуваат непарен број постни јадења и се верува дека колку ќе биде богата трпезата, толкав ќе биде и берикетот во домот во престојната година.